постојано не потсетува да се преиспитуваме, да прашуваме, да се вознемируваме и да го разгоруваме пламенот на љубопитството, да го држиме постојано растрепкан. Почитувани гости, драги пријатели, добре дојдовте на свеченото отворање на 9-то издание на Фестивалот на европската литература Букстар, што годинава донесува исклучително амбициозна програма со гостување на 10 европски автори, 40 на македонски учесници од различни генерации, представници на реномирани издавачки куќи и фестивали од 5 држави, доделувањето на наградата Драги и она што е прв пат досега на книжевен фестивал кај нас, целосна ориентираност кон одговорно однесување во рамки на заедницата, како во насока на подобрување на општествените состојби и инклузивноста, така и во силно изразена еколошка димензија. Букстар е прв книжевен фестивал кој ќе понуди превод на дел од настаните на знаковен јазик, овде на сцената во Кино Фросина во Младинскиот културен центар. Значи доволно е да го поверате знакчето на Talking Hands, раце што зборуваат во програмата и ќе може да се види кој од настаните се со инклузивен карактер. Значи не случајно слоганот е одбран да биде Please do disturb. Јас сум Ана Јовковска и навистина ми е често вечерва ќе бидам домаќин на 9-то издание на Букстар. Често пати се прашуваме што ли се влегува под чадорот на книжевноста, значи од означувачките практики до символите, до светските политички мистерии, па и љубовните тајни. Од најдлабоките и најинтимните лавиринти на човековата душа до најгрубите манифестации на општеството и политиката. Од потрагата по себе си до потрагата по културните идентитети. Од робството на духот до слободата во светот. Од љубов до револуција. Огромна е пеаковата мрежа на книжевноста во која е фатен човечкиот род, а дискусиите за неа се секогаш отворени прашања и конфронтации. Во духот на преиспитувањето го започнуваме и 9-то издание на Фестивалот на европската литература, кој што годинава е подржан од Министерството за култура, книжевната мрежа Традуки, ЕУСОТБ, издавачката куќа Антолог, а оделни настани се поддржани и од Европската унија, Чешкиот книжевен центар, Центарот за фламандска литература, Културно-информативниот центар на Република Бугарија во Скопје и амбасадите на Чешка и Белгија. Знаете дека фестивалската програма ќе се одвива на повеќе локации во Скопје, медиумскиот покровител на македонската телевизија, и на почеток само дозволете ми низ целата амбициозна програма на Букстар која што ќе ја следиме во следниве 3 дена, само да ги најавам 10 главни гости на фестивалот. Босанско-хрватскиот писател и новинар Миленко Јерговиќ. Српскиот писател Бранко Росиќ, Драго Гламузина, хрватски писател и уредник, Луција Холерова, чешка писателка, уредничка и сценаристка, Стефан Хертманс, еден од најблескавите белгијски книжевни звезди, автор, поет и есеист од фламандско говорно подрачје, Ања Могерли, словенечката авторка и уредничка, Франсис Кирк, луксембуршкиот автор, сатиричар и новинар, Софи Хана, бестселер авторка на Sunday Times и на New York Times, Нагател Хаджми Ошмарија, добитничката на наградата Букстар и нашата измодерна авторка Лидија Динковска, која најдобро ќе опише годинешната фестивалска тема. Половина час пред да стигнем на Букстар, ја дочитував единствен матичен број, новиот роман на Лидија. Ја поканувам Лидија Динковска со незината свечена рек, или би рекла со незиниот ангажиран говор, со тема Со или без Please, да го отвори овој фестивал. Поведете. Не можев да не се насмеам на мотото на овогодинешниот Букстар. Please do disturb. Односно на учтивото ве молиме во наредбата што речиси никој од нас во животот не може ни да ја слушне, а ни да му ја каже на некого. Напротив, сите ние предпочитаме да не вознемируваат, а и од нас се бара истото. Хотелските соби наместо Please disturb имаат знак Please clean the room. Иако би било највознемирувачки на кваката да се закачи знакот Please disturb, па во собата да навали не само персоналот со правосмукалка, туку и секој кој ќе помине и ќе се почувствува поканет или повикан да вознемирува. И собата од стакленот звоно за гостинот да се претвори во арена на реалноста. Ама зошто и би го правеле тоа? Реалноста не вознемирува и непоканета и неповикана, и секако без учтив тон.
Реалноста не урива како земјотрес, не гори како пожар, не разнесува како цунами, не топи како санта мраз, не повредува како сообраќајна несреќа, не измачува како неизлечива болест, не убива како војна. Стаклени звона за нашиот мал, голем човечки живот не се ни продаваат, барем не толку големи, за да не дзиркаат од под него сите наши стравови, предизвици, таги, тешкоти, несреќи. Стакленото звоно на Силвија Плат постепено напукнувало од сите страни, не издржувајќи ја тежината на реалноста, за на крајот да се распарчи со се нејзиниот живот. Стакленото звоно од сопствената соба на Вирџинија Вулф се превртело наопаку од волуменот на реката, што однел се што однадвор се чинело стабилно и средено, а внатре ранливо и хаотично. Рабовите на стакленото звоно на Достоевски ги сечат не само ликовите во неговите романи, туку и читателите кои се разболуваат, идентификувајќи се со нив. Секој има свое стаклено звоно, од кое се води најтешката борба, внатрешната, да се скрши или не. Сама ја избрав преселбата, не знаејќи дека вакуумот на земјата, наследена или избрана, е ист плюс удвоен. Само кога пишувам, ја имам кралимарковата сила да го поткренам звоното, да се издишам и да дишам. Воздухот е контаминиран. Реалноста и не може да има чист воздух. Пишувам со белите дробови. Раката е само инструмент. Пишувањето е вдишување на реалноста и издишување на новата создадена реалност, односно уметност. Најчесто прибегнуваме кон уметноста, кон книжевноста, тогаш кога сме највознемирени од реалноста околу нас, од реалноста во нас. Во нас што го читаме, бараме смирение, утеха, заборав. И сето тоа го добиваме на парадоксален начин. Тогаш, кога она што го читаме, толку многу ќе не вознемири, што ќе го потисне нашиот личен немир, ќе го преобрази преку идентификацијата со она што го читаме во утеха. И од книгата ќе излеземе со катарзична хармонија меѓу вознемиреноста што смирува и мирот што вознемирува. Страдањето е поиздржливо, ако знаеме дека и некој друг страда, како ликот во книгата. Кога читам добра книга, ме вознемирува конфликтот, бидејќи го носам и сама во себе, со себе или со другите. Сознанието од она што го читам, соочувањето што ми го нуди. Добрата книга вознемирува кога го остава читателот со прашања, а не со одговори. И кога човек во неа не гледа повеќе книга, хартија со испечатени букви, туку битие, слично нему. Всушност, многумина пред нас веќе кажале дека уметноста треба да ги вознемирува зачмеените, залегнатите луѓе во удобноста на секојдневието, а да ги теши оние кои се вознемирени. Фразата уметноста треба да ги вознемирува смирените, а да ги теши вознемирените, што мексиканскиот писател и активист Цезара Круз ја презел и ја преобликувал од новинарот Финли Питер Дан, кој уште во 19-тиот век рекол: весниците треба да ги утешат измачените, а да ги вознемират смирените. Ја презел Дейвид Фостер Валас, кој смета дека добрата фикција мора да ги смирува вознемирените и да ги вознемирува смирените, а подоцна Банкси почнал да ја испишува врз зидовите на светот како собствена арс поетика. Джеймс Болдвин уште порадикално продолжува: уметниците постојат за да го вознемируваат мирот. Тие мора да го вознемируваат мирот, инаку би настанал хаос. Да, парадоксално, но вистинито. Ако уметноста, ако книжевноста не вознемирува,
Тогаш настанува хаос. Не се знае повеќе што е што и што е добро, а што не во нас самите. Пред некоја седмица, токму овде во Скопје, турскиот писател Тарик Туфан забележа дека литературата знае да не извади од колосек. Лично верувам само во литература која ме вади од колосек, ме изместува од лежиштето, ме буди и не ме успива, неудобна како седиште во ноќен автобус на Хисар од Љубљана до Скопје. Тоа не може да биде тривијалната книжевност, која е удобна и фина, за брза, еднократна употреба, за малограѓанска потрошувачка, за неолибералистичко искуство, литература корпорација, со добар пиар, со лого сега и овде. Очигледно дека постои разлика меѓу долготрајната вознемиреност што ја нуди добрата литература и краткотрајната шокантност и сензационалност на тривијалната литература. Секој добар роман, вели Кундера, му порачува на читателот: работите се посложени од колку што мислиш. Неодамна сретнав еден палестински поет кој пред да ги прочита своите песни зборуваше за состојбата во Палестина, за проблемите на народот што ни се познати на сите, за неправедноста, за стравот, за умирањето. Беше тоа потресен, ангажиран говор кој длабоко ме трогна, како и останатите на поетскиот фестивал. На крај ги прочита и своите песни. Сите беа лирски, метафорични и длабоко еротични. Поетот и пееше оди на својата сакана, чие тело горещо го посакуваше. Скришо ги погледнав лицата на присутните, сакајќи да проверам дали и тие ја чувствуваат истата нелагодност, речи си измаменост, што ја почувствував сама, заведена од неговиот говор, што мислев дека ќе најде одраз и во неговата поезија. Но меѓу поетот и човекот, во неговото битие, имаше бодликава жица. Можеше да биде ангажиран само во животот, не и во литературата. И тоа е чесно. Иако неговите песни во однос на неговиот говор беа просечни поетски изливи на сексуална енергија. Да не мислеше сепак на Палестина во песните, можеби ние не ја разбрахме неговата заљубеност. Многу појасен во таа смисла е Ај Вејвеј, кој уметноста ја гради со лего коцките на реалноста во која не недостасува имагинација. Пред известно време во Музеот на дизајнот во Лондон, Ај Вејвеј го изложи своето најново уметничко дело без наслов, со поднаслов "Инцидентот Лего", составено исклучиво од лего коцки, собрани како донација од најразлични краишта на светот по инцидентот од пред неколку години меѓу уметникот и компанијата Лего, која не сакала да му испорача коцки затоа што сакал да ги употреби во инсталација со политичка порака насочена против кинеската власт. Демократската данска компанија Лего, планирајќи да отвори фабрика во Кина, му вели на уметникот: "Do not disturb", не би ги расипувај плановите. На ист начин, како што автократската кинеска власт му го вели истото. Лего не му ги испорачува порачаните коцки, а Кина му ја чува затворската келија, за да знае каде му е местото. Ај Вејвеј со лего коцките ја слика и вратата на келијата, вознемирува и во уметноста и во животот. И ако ништо друго им го расипува денот и на директорите на Лего и на властите во Пекинг. Особено кога од целиот свет обичните луѓе почнуваат и одјавници коцки од Лего да му праќаат од собите на своите деца. Ај Вејвеј е училиштен пример за тоа дека задачата на уметноста е да буди, да протестира, да се буни и да учи на непокорност, на слобода, на интегритет. Во уметноста, во книжевноста мора да се биде радикален, да се оди докрај. Писателот мора да се надмине себе си, да ги истисне сите немоки и моки од собственото битие, да се нурне во заумните пространства на реалноста и во реалните пространства на заумот. Радикалните ситуации и состојби, сите знаеме, се лоши за животот, а добри за литературата,
бидејќи не соочуваат со себе си и со останатите поинтензивно одо што секојдневието. Како што вели Ари Коинума, ако не сме предизвикани, не само што не растеме, туку всушност атрофираме. Литературата треба да го предизвикува и да го прави сето она што животот не смее да го прави. Да биде земјотрес, да биде пожар, да биде поплава, да биде болест, да биде војна, да биде смрт, да вознемирува за да смири, да урива за да гради, да удира во карпата на системот, подкопувајќи го, да ја проветрува традицијата, која во своите убави старински рамки содржи слоеви патриархална боја во однос на многу нешта и на многу човечки битија. Да го преиспитува концептот на сето она што ограничува, затвора, не восприема, игнорира или омаловажува, не со реферати за колективни истории, туку со приказни за човечки истории. Во ангажираноста на литературата верувам тогаш, кога таа на суптилен и литераризиран начин ја пренесува личната сторија на мало парче од колективната историја. Така најдобро може да сугерира, да сочувствува, да просветли, да не научи на нешто, да не наполни со животна сила, да и дозволи на душата да го почувствува и она од што можеби бега, да вознемируваме, да внесеме неред во општествената затапеност, да ги отвориме прозорците на писмото за толку силен провев, што ќе ги издува цвеќенцата на удобноста и мртвите природи на масата или зидовите. Со жива култура да ја заштитиме природата пред смртта, со жива природа да ја освестиме културата пред животот. Може ли тоа да го направи еден роман, една песна, една драма, еден есе? Читајќи го на едно спокојно место крај езеро со патки и лебеди, романот во понеделник ке не сакаат на извонредната Наџа Телхачми, на која од се срце ја честитам наградата Букстар, почувствував дека се распрснав на парченца, како самата да сум си била стаклено звоно на себе. Спокојот го замени вознемиреност, а вознемиреноста катарзично се претвори во спокој, ама буден, освестен и реален. Добрата литература го прави токму тоа. Всушност, на незината квака од секогаш стоел знакот "Do disturb", со или без please. Благодарам. Вау! Ако се обидам во една реченица да го парафразирам овој ангажиран говор што го слушнав од Лидија, би рекла литературата како силна шлаканица на општествената решетка или како најнежниот пердув кој ги покренува ветриштата кои што треба да издуваат прашината на зачмееноста на колективните наративи. Литературата како активизам, а активизмот како болка во стомакот. Албер Камју остави аманет фатен во следниве зборови. Должноста на писателот е да ја спречува цивилизацијата да се уништува себе си. Во името на нашава земја домаќин, како што е редот на странските, на домашните автори, добре дека им постака министерката за култура на Република Северна Македонија Бисера Костадиновска Стојчевска. Повелете. Почитуван господине Дейвид Гир, амбасадор на Европската унија во Република Северна Македонија. Почитуван господине Хозе Луис Лозано Гарсија, амбасадор на Калцат во Шпанија. Почитуван господине Жарко Којунџиски, директор на издавачката куќа Антолог и организатор на фестивалот на европска литература Букстар. Почитувани автори, почитувани гости, дами и господа. Дозволете на почетокот да ве поздравам и да ви посакам топло добре дојде на отварањето на 9-тото издание на фестивалот на европска литература Букстар.
Фестивалот представува искрен придонес во заемното запознавање на авторите и делата од домашната и од европската литература, градејќи нова димензија на пријателство, независно од културните и јазичните бариери. Делата од европската литература на еден благороден начин го збогатуваат културниот простор, афирмирајќи ја книжевноста на европските јазици. Вашите дела имаат универзална моќ да не поврзуваат и да не воведуваат во различни светови, да не вознемируваат, да не предизвикуваат и да не поттикнуваат на размислување, наведувајќи ни да поставиме прашања за животот, љубовта, искуството, социјалните предизвици и многу други аспекти на човековото постоење. Денес сме тука под мотото "Ве молиме, вознемирувајте", и тоа не е случајно, затоа што литературата како израз на човечката фантазија и креативност често пати не само што ја вознемирува, туку ја трансформира нашата реалност. На овој фестивал на европска литература ние ги слушаме гласовите на писателите, толку различни и многобројни како што се и европските нации и култури. Преку нивните дела ние се нурнуваме во многобројни светови, се вознемируваме, размислуваме и повторно размислуваме. Секоја страница, секоја буква го поттикнува нашиот ум и го оформува нашето разбирање за светот. Фестивалот на европска литература е можност да се запознаеме, да се поврземе и да ги представиме искуствата и идеите, да го прославиме богатството на културното разнообразие и да го почитуваме литературното наследство што не обединува. Според мене, секој глас на овој фестивал е палета од бои. Секој литературно дело е нова авантура, а секој разговор е можност да се инспирираме. Посакувам да искористиме оваа можност и да го прифатите предизвикот, да го промените светот преку литературата. И за крај, ве молиме, вознемирувајте. Поставувајте прашања, истражувајте, споделувајте ги вашите искуства и приказни. Литературата е средство за трансформација и со вашата активност и ангажман можете да го направите светот многу подобар, помудар и поинспирирачки. Ви благодарам што сте денес овде и што го споделувате ова патување на вознемирување и откривање. Нека овој фестивал на европска литература биде едно неверојатно искуство за сите нас. Ви благодарам. Благодарам, министерка, останете само уште кратко на сцена. Имам чест да го поканам господин Дейвид Гир, амбасадорот на Европската унија во Северна Македонија, да ви се обрати и да ја додалат наградата Букстар за 2023 година на извонредната авторка Наджат Ел Хаджми од Шпанија за незиниот извонреден роман "Во понеделник ќе не сакаат". Господине Гир, повелете. Okay, I had a lovely speech ready here, which my colleagues kindly prepared for me. It's a very good speech, it's very balanced. It talks about how literature is a uniting force, and it tells us all about the transformatory power of literature. And it also talks about the many ways in which the European Union is trying to support literature, including the Macedonian literature, and how proud we are of that work. We've translated more than 420 books of European literature into Macedonian. And it talks about also that it's really good timing because we have the 10th anniversary of the EU Babylon Award for Young Translators. And it goes on and it talks about Europe and cultural diversity, and it quotes Václav Havel and little bits of Victor Hugo and Hermann Hesse, which is great. The problem is I heard Lydia. And after I heard Lydia, I thought, I really can't tell you, or Lydia, what literature is, or talk about this transformatory power. That's not my job. It's your job to tell me, perhaps, or us to talk about it. Ever since I was a child, I was always surrounded by books and was always reading. Probably that was quite good. My parents would be quite happy with that. And I've often thought why it was so important to me. And I think there are different reasons. I grew up in a very small town, so first of all it was a kind of escape, or better, a kind of opening onto a different world, a million different worlds.
learn so much about different people, different experiences, and yes, be very disturbed sometimes, and actually not always understand, but still read, and find it somehow you have to go on reading. And the second thing, which was really important to me, was recognition. You could be reading this book about someone, you could be reading Tolstoy, 19th century, and suddenly they say something which you recognize, that you felt, that you experienced. And that is a revelation. That opens up the world. It's very powerful. It was very important to me when I was 13 or 14, reading Giovanni's Room by Baldwin. That really spoke to me. So it can really bring things together. And there's another thing which I think is really important, and that is you read books quite often, especially when you're growing up, and you don't actually understand them, but you carry on reading because they're compelling. And the explanation for this was given to me when I watched a movie called it's Alan Bennett. He wrote the script, the English playwright. And he wrote in the script, he has this great scene where a teacher is trying to teach poetry to a boy. And he's teaching a poem by Thomas Hardy. And it's clear that the boy doesn't really understand it. And so the boy says, I don't understand these lines. And he says, the teacher says, don't worry, carry on reading this, learn it, because literature is like a kind of inoculation for life. So you may not understand it fully now, but later on, at some point in your life, you will experience this, and then you will say, that's what it was, that's what it meant. I often have that with Shakespeare, which I learned very young and didn't understand often. But often now, something comes back to me. So, I'm sorry I diverged completely from the subject of the EU support for literature and the way in which European literature is so important to us all. But I wanted to share with you why literature is important to me and why I think that the work that you're doing is so valuable and why please carry on disturbing. La Godra Paraminde. Я поканувам на сцена извънредната авторка Наджат Хаджми да ја доделиме наградата. Повелете.